Морав ова што ме боли повише од година и нешто да го кажам. Најмногу ме иритира овие последните реклами за здравството и за фондот за здравство. Син ми на 17 октомври 2011 година од здрав прав одеднаш му открија дека има акутна леукемија. Бевме во шок, но дојдовме тука и почнавме да се лечиме. Мислам, и се беше добро, колку што може да биде добро. Се до моментот, значи, во првиот момент тука бевме од сите добро примени, но до моментот кога требаше да се бара срж од роднините, коцки на срцевина, јас, черка ми и жена ми не бевме компатибилни и мораше да се бара устранство. Се јавивме во повише клиники низ Европа. Од Германија ни рекоа дека може да најдат, побараат цена од 180.000 евра. Потоа отидовме, морам да кажам дека после првата терапија син ми влезе у ремисија и одлично се чувствуваше и сам со сестра му со кола беа во Грција кај докторот што прв пат тука кај нас има извршено пресадување на коцки на срж, а му асистирал господинот доктор професор Борче Георгиевски. И во меѓувремено докторот од Грција не речи, му рекол на децата дека 40.000 евра треба за во Грција, а дека и во Бугарија иста постапката, но е нешто поевтино со 10-12.000 евра. Во меѓувремено му излезе указот на син ми за бугарско државјанство. Што си го имаше и предходно? И предходно си имаше поднесено. Отидова пак заедно син ми и черка ми во Софија и таму се сретнаа со една докторка која стажираше во Бугарија и од Кавадарци, Ангела Боцева. И девојчето ги спроведе таму како што треба. Бугарските власти, односно управата на болницата, побара од нас само од денот на добивањето на указот за државјанство, а тоа беше само 15 дена пред тоа, да уплатиме осигурање здравствено како невработено лице. И други пари не побара ништо. Тоа другото сето го сносиме на наши трошкови, станови, бевме сите таму, други трошкови. И доктор Спасов од болницата во Софија ни рече, Трајче, да ви кажам нешто, овие исти терапии ги прима и у Скопје. Гледам дека ви е многу трошок, значи, умеѓувремено луѓето преку тие нивни банки за срцевина најдоа двајца донатори и не рекоа че треба уште 2 до 3 терапии, ама да не ви биде многу трошок, може да ги примате у Скопје. Тоа како подготовка пред трансплантација. Од таму стапив во контакт со доктор Борче Георгиевски и му кажав работата, само вика на мејл нека ми прати шо и каква е терапијата и ќе се договориме. И се вративме од Софија и најнормално не примија и прими терапија детето и се беше најдобро. Во меѓувремено отидовме уште на една контрола, па се вративме дома и последниот пат кога отидовме контрола, пак истото не рекоа, значи уште оваа терапија можете пак таму да си ја примите и за следната пред трансплантација ќе биде тука. Се јавив пак тука на телефон, тогаш ми се јави доктор Златко Стојановски, така мислам ли Стојановски, и рече нема проблем, Иван е наш осигуреник, бидејќи работеше пред тоа, плюс и крводарител, и он и јас имам 6 пати дадено, Иван имаше 13 пати дадено, и ни рече нема проблем. И од таму ние се вративме од Софија уште вечерта и тука не примија, најнормално закажано, се не примија во вторник. Не се сеќам точно датата, мислам да не беше 17-16, не е ни битно. Што се случува? Следниот ден, најмногу ме иритира ова. Значи, јас не сакам никој да обвинувам, моето дете почина од леукемија. Мене најмногу ме иритираше односот на директорката Чевревска и на професорот Ѓорѓиевски, а еве зошто. Утре дента,
кога било главна визита, на секоја визита оди и докторката, директорката, што е директор. Уште со влегувањето од собата Иван, бидејќи беше здрав, можам да речам здрав, сам дојде со колата, сам се смести, мислам, заедно дојдевме, он се смести, ние си заминав. И утрото се вајле, кога влегле на визита, уште од вратата, докторката Чевревска му рекло: "А ти бугарин, дојде ли? Спери си стварите да си одиш, оди си во Софија." На тоа син ми го погледнал доктор Борче и Златко биле заедно, само ги згрчили рамениците. Тоа најмногу ме боли. Мислев дека највисоката функција у болниците ја имат најголемите специјалисти. Го рачунав за специјалисти и други ми кажа, а тој само ги згрчил рамените и ништо не рекол. Заминавме за Софија повторно. Му се јавив на докторот у Софија, го излагав. Сакам да кажам дека го излагав, дека моментално немало тука цитозар, за да не испаднеме смешни, дека не брка. Заминавме во Софија и си прими уште една терапија, за жал и последна, бидејќи во меѓувремено фати пневмонија и немаше спас. Многу ми е тешко. Почина на 7.6.2012. Најмногу ме боли односно на директорката и на двајцата специјалисти. Иначе за другиот персонал беше добар у нормалата. Али односот на овие како специјалист Борче морал, ако е вистински човек, морал да застане во одбрана на пациентот. Бидејќи јас 30 години плаќам осигурање, 6 пати сум дал крв за други, син ми плаќаше осигурање, 13 пати и он дал крв, и сега да не избрка така е многу тешко. Многу тешко. За директорката не знам друго што да кажам, само можам кажам дека не човечки постапила. Ако мисли дека сум увредил, слободно нека ме тужи. Јас пак ќе речам, се однела идиотски. Слободно нека ме тужи, не е проблем, нејзиниот однос. Слушам и други се жалат од неа. Не, јас не обвинувам. Значи можеше да се случи син ми тука да почини. Значи таква беше ситуацијата, леукемијата е доста тешко излечева, подмукла болест, не ги окривам за тоа. Али може да придонело и тоа малтретирањето. Значи ние за 3 дена 2 пати одевме за Софија. Првиот пат отидовме, се вративме радосни дека тука ќе биде терапијата, а замиравме натаки под стрес бидејќи ни избрка. Буквално ни избрка од тука како да сме, не знам што, како да не сме луѓе. А син ми беше најдобриот пациент, сите го сака и тука и у Бугарија. Најмилото дете беше. Колку години имаше? Син ми имаше 26 години. Работеше, студираше, битула. Сакам да кажам дека од тие 26 години, само првите 3-4 години имаше малку бронхит, после не отиде ни еднаш на лекар, ни еднаш. Значи само за систематски прегледи кога имал за работите. Значи не беше болен, немаше ништо хронично, беше крводарител. 10 дена пред да се јави ова, викам, работевме заедно, ништо не му беше на детето. Али јас пак ќе речам, не обвинувам никого за смрт. Така ми било пишено. Али за односот на докторите не можам да се помирам. Секој ден ги слушам фондот дека плаќа од пари. Не е точно. Можам да тврдам дека не е точно, бидејќи кога прашував јас, некоја не вика Иван добар и ние ќе го лечиме. Сака тука со некоја експериментално пресадување од собствени клетки, што нигде на светот не се прави, и затоа замиравме ние за Бугарија. Баш синуче гледав рекламата како фондот овозможува на сите додат. Не е точно. Значи, можам да кажам со име и презиме, и Јовица од Куманово му дозволија да се лекува у странство 2 дена пред да почина. Почина детето. Ристе Калиников од Гевгелија му дозволија да оди за Англија, мислам, 2 дена не може да замине бидејќи падна у кома. Значи, нека најдат некој 2 помали деца за тие, тогаш не знаев. Кога ти е далеку, не си заинтересиран, али овие се што беа заедно со син.